По жестоката реакција на јавноста за трагедијата со младата Фросина Кулакова, судиката Даниела Алексовска-Стојановска, кон која е насочен гневот на јавноста, е разрешена од работната група за измените во кривичниот законник. Министерот за правда го презеде првиот чекор и ја санкционира судиката, која пресудила дека 20-годишниот Васил Јованов, место да биде во притвор со пресуда за трговија со дрога, го пуштила на слобода до правосилност на пресудата. Ви информирам дека денеска донесов одлука да ја разрешам од членство во работна група во Министерството за правда судијата чие име ја бранува јавноста. Судијата беше дел од работната група која е формирана во декември 2020 година за измени на кривичниот законник и беше дел од оптимизираната работна група за брзите измени на кривичниот законник, со кој што очекуваме да се отстранат штетните последици предизвикани со измените во 2023 година. Гневот на јавноста го разбуди и судскиот совет, кој исто така ќе ја стави под лупа незината работа. Председателот на судскиот совет не сака да избрзува со коментари, но порачува дека евентуалните пропусти ќе бидат санкционирани. Сите сочувство изразуваме до семејството и не би сакал сега во вакви моменти на чувства кои што ги има кај сите граѓани да се носат некои избрзани одлуки или некои заклучоци да се изведуваат. Не се добри такви некои брзи промени да се прават во закон. Обвинителството ќе ги проверува сите аспекти на случајот. Васил Јованов ја прегази Фросина на пешачки премин, минувајќи со огромна брзина на црвено, возејќи без возачка дозвола и со алкохол во крвта. Во случај на пречекорување на брзината на возење, полицијата, откако ќе констатира и ќе утврди, може да поднесе прекршочна пријава и таа постапка оди директно во судот. И убедувам граѓаните дека на вистина јавното обвинителство ќе постапи најпрофесионално и ќе донесе јавно обвинителска одлука, а натаму е на судот. Најголемата болка е кај семејството. Таткото на Фросина реагира дека надлежните се обиделе да ја сокријат целата вистина за овој случај. На семафор, пешачки семафор, татко му доаѓа. И одма очигледно започнува операција, па 3 сати чекаме дежурен обвинител во центар, у строг центар, знаејќи дека нема друг случај, прашавме, знаејќи дека тој дежурен обвинител е платен за тоа. Сестрата на трагично загинатата Фросина побара одговорност и од судиката, но и од семејството на Васил Јованов. Тие треба да одговараат за своето делување, но и за криминалните постапки на своите помлади полнолетници. Општеството не смее да биде заложник на луѓе без морални темели, а функциите во државата не смеат да бидат заслониште за оние што не ги почитуваат законите, ниту во својот дом, ниту надвор од него. 20-годишниот Васил Јованов, кој смртно ја прегази 22-годишната Фросина, претходно имал пресуда да оди во поправен дом, но со одлука на судиката Даниела Алексовска-Стојановска бил пуштен до правосилност на пресудата да биде на слобода.